веќе банкарскиот сектор влезе во нормала од аспект на привлекување на депозитите од населението, што значи да, нашите граѓани штедат и тоа се гледа и во годините претходно и во текот на оваа година. При тоа штедењето дефинитивно е нешто кое што и помага на било која економија, дека од аспект, особено од аспект како поддршка на потенцијалниот економски развој. Значи, ако се споредуваме со некои од европските земји, за нас најблиска е Германија, бидејќи сме германска банка, во Германија процентот на штедење е на едно од највисоките нивоа во Европа. При тоа, ако направите паралела, која е најсилната економија во Европа, повторно германската, што значи штедењето на населението правилно дедицирано од страна на банките во економскиот сектор, дефинитивно значи позитивен развој на една земја. Поповска, вашите колеги од банкарската фела денеска на Светскиот ден на штедењето рекоа дека депозитната база ќе била уште повисока доколку Македонија изминативе 2 години не живееше во политичка криза. Денарот е стабилен, тоа го посочуваат и од Централната банка на Македонија. Дали сепак граѓаните најмногу веруваат на домашната валута? Па, да, граѓаните штедат и во денари, меѓутоа претпоставувам се уште заради историскиот развој претходно, доминантната структура во депозитите, барем во нашата банка, или над 50%, сепак не е нешто драматично различно, се уште во евро. Иако тенденциите за штедење во денари, значи последните 5-6 години се забележани, заради тоа што, како што кажавте, денарот е стабилен, при тоа каматните стапки се исто така атрактивни за граѓаните, така да одлучуваат се повеќе и повеќе да штедат во денари. Колку кризата го погоди банкарскиот сектор во земјава? Политичката криза, доколку зборуваме за април-мај, повеќе имаше влијание, точно како што кажав, на депозитната база. Значи, за момент се почувствува одлевање на депозити од страна на населението од банкарскиот сектор. При тоа нели беше превземена соодветна мерка од страна на Народната банка и воедно исто така доста транспарентно објаснување од страна на Народната банка како стои банкарскиот сектор во Македонија. Имајќи предвид дека банкарскиот сектор во Македонија е во сите овие години и многу стабилен, и многу ликвиден, и капиталната адекватност е апсолутно во рамките на очекувањата, значи нема потреба практично од страв за сигурноста на депозитите во нашите банки. Така да верувам дека банкарскиот сектор во Македонија точно заради сите тие квалификации успеа релативно добро да се износи со моменталната политичка криза. Она што можеби кај нас или од перспектива на нашата банка од Прокредит, заради тоа што сме специјализирана банка за мали и средни предпријатија, искрено нели очекувавме дека ќе има некое за намалување на инвестициската активност од страна на малите и средни предпријатија. За среќа, истото не беше забележано, напротив, оние фирми, оние компании кои што се стабилни, кои добро си го менаџираат бизнисот, значи тие продолжуваат и да се инвестираат и да имаат потреба од кредити и да го зголемуваат своето работење. Значи за нив пречка не беше оваа криза. Напротив, јас би ги оценила како вистински предприемачи, бидејќи вистински предприемач е тој кој презема позитивни одлуки дури и во немногу стабилни економски услови. Така, вистински предприемач е тој што ризикува за долгорочно да добие. Ако банките, деловните банки во земјава се стабилни и книжат добри профити, дали тогаш може да очекуваме засилено кредитирање од страна на банкарскиот сектор кон стопанството? Да, кредитирањето е практично постојано активно и во текот на оваа година. Истото останува да биде активно, така да верувам дека кредитирање ќе има. Практично одраз на тоа дека банките се доста во кредитирање и активната каматна стапка. Значи, каматната стапка на кредитите во државава во моментов е доста ниска, е на историски најниско, значи така да тоа покажува дека банките се активни и сакаат да кредитираат према фирмите, што од друга страна значи дека понудата на кредити најверојатно е поголема од побарувачката, истовремено тоа влијае на каматната стапка. Да видиме дали ќе се охрабри бизнис секторот и сепак да влезе во нови инвестиции, за таква поддршка тука се деловните банки. Апсолутно. Ви благодарам што бевте дел од Бизнис навигатор на телевизија Нова. Почитувани, го следевте разговорот со